Добро вечер, почитувани. 18 часот и некаде од прилика 10 на минути време резервирано за политичкиот магазин За или против. Денеска со мене Елена Марковска-Цветановска и од старт ќе ги најавам моите вечерашни гости за кои што имаме ќе опфатиме многу теми кои што ја засегаат Македонија, државата, нели, и се она што ни се случи и што не очекува во иднина. На моје големо задоволство вечерва моите гости. Сашо Тасевски, глумец, активист. Добро вечер и добре дојде по втор пат во За или против. Тоа активист воопшто не ми се допаѓа, ме потсеќа на нешто купено, продадено, препродадено. Тоа ми е мене у главата активист, онака, барем кај нас како што ги доживуваат активистите, значи нешто мрднато, лудо, не знам како да ти кажам. Не сум сигурна дека нашите гледачи го мислат тоа. Секташко. Добро, значи никогаш не сум бил дел од тоа. Стендап комичар, може така? Јас само јадам бурек од време на време и кој тоа го свати, кој не го свати, ме плука и така. Од старт најавуваш добра емисија, гледам, да. За активист ми е без везе. Нема проблем, значи ќе го најавиме Сашо Тасевски, глумец. Ти благодарам што дојде по втор пат во телевизија Алфа и Благој Чатанасовски, политички аналитичар, да не треба некоја друга политиколог и политички аналитичар, да. Так. Благодарам на поканата. Добре дојдовте. За двајцата ќе почнеме со актуелни теми што беа опфатени во вестите денешни на телевизија Алфа и секако во медиумите во Македонија, имено Учителка, само да кажам нешто Да. на почеток, ќе ме убие продуцентот ако не кажам. Значи, Добро. драги гледачи, во населба Илинден во ланч барот Живот е циркус, правам стендап на 1 јуни во 9 саат, во 21 часот, повелете, ќе се дружиме, ќе се смееме и така натаму. Фала многу, можете да продолжите. Ајде сега со политичките теми, а во твоите стендапите како ги опфаќаш политичките теми имаш онака еден фин сарказам. Ги тресам од гаќи. Ќе зборуваме сега малку вака, ајде посериозно, затоа што навистина се сериозни Сериозни овие сум, теми секогаш. кои што ќе ги опфатиме вечерва. Имено ја паметите сите изјавата на премиерот Димитар Ковачевски и некако се покажа дека тоа е блиц патриотизам кој што траеше само 4 дена, имено османи пред бугарските колеги. Денеска, односно вчера, ја правдал изјавата на Ковачевски дека Бугарија кон Македонија се однесува како Русија кон Украина. На таа изјава се сеќаваме сите, па некако ни дојде избунување од каде одеднаш се разбуди патриотизмот во премиерот на државата. Како јавност не сме навикнати некако да слушаме на тој тон изјави од премиерот. Сега Османи кажал дека Ковачевски не мислел на политиката која што Бугарија ја спроведува кон Македонија, туку на само поединци политичари кои што постојано провоцираат од таа страна. Зошто повторно се доведуваме во ситуација да се правдаме пред Бугарија? Османи зад затворени врати да го правда премиерот, дали тоа ви изгледа на добар потек? Кој сака нека почне? Благојче може повеќе. Прво сметам дека премиерот Ковачевски, и покрај тоа што не е, да речеме, доволно политички искусен, бидејќи не е политичар од кариера во изминативе 3 децени на македонската плурална независност, е прв човек на македонската влада, има тим од советници за надворешна политика. Сметам дека таа изјава воопшто не била дадена вон контекст, бидејќи беше дадена особено во странство на самит во Рејкјавик. Мислам дека таа изјава негова било обмислена, така што мислам дека второ и деловно способен човек да знае што треба да каже од позиција на премиер, така што сметам дека министерот за надворешни работи апсолутно нема потреба да се става во така наречена одбрана или исправање на изјавата на премиерот пред бугарскиот министер за надворешни работи, особено што тоа испраќа многу лоша порака за нас на неусогласеност на надворешната политика на Македонија меѓу првиот извршен министер или премиер, како се вели, со првиот министер за надворешни работи, бидејќи, како што знаеме, надворешната политика треба да биде усогласена или координирана меѓу премиерот, министерот за надворешни работи, па дури и претседателот на државата. Доколку ние се случува да даваме вакви дисонантни изјави, односно министерот за надворешни работи да го исправува премиерот што мислел или што не мислел,
тогаш испраќаме многу лоша порака и кон Бугарија, порака дека ние не сме сериозна држава која имаме унисона изградена политика визави нивната негаторска политика во изминативе 3 години од актуализирањето на ветото па до денешни наши дни кога треба да исполниме услови наметнати од Европската унија, прифатени од така наречениот француски предлог во кој се вметнати бугарските барања, но и во изминативе 30 години знаеме политиката на Бугарија кон нас, така што мислам дека од таа гледна точка делува многу инфантилно вие неколку денови после таа изјава од позиција на прв министер за надворешни работи да ја исправате политиката или заземаниот политички став на премиерот даден на меѓународен самит. Од тука мислам дека тоа е грешка и на министерот за надворешни работи, но и кажува за условно кажано состојбата во која се наоѓа веројатно владата околу неусогласеноста на нивните генерални позиции како ние треба да се поставиме кон Бугарија во периодот што следи. Тука ќе споменам само и поранешниот министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања Никола Димитров во своја изјава, интервју пошироко дадено за Дојче Веле, вели дека премногу се попушташе на Бугарија од страна на македонската влада во изминативе години и тој вели дека ние сме дојдени во оваа ситуација бидејќи воопшто не сме имале усогласен унисон став како ние ќе треба условно кажано да се одбраниме од агресивната политика на Бугарија или да заземеме заедничка државна национална стратегија со која треба да настапуваме на еден вид со дипломатска војна, да речам, во Бугарија, правејќи такви напори за Македонија да направи проби во европските интеграции. Само да дополнам, да ја завршам мислата, тој вели дека премногу беше попустлива политиката и на поранешниот премиер Зоран Заев и на актуелниот премиер Димитар Ковачевски, кога воопшто не се реагираше на агресивните тонови од Бугарија кои излегува апсолутно од секаква нормална дипломатска реторика и затоа целата јавност сега е изненадена од изјавата на премиерот. Тој тогаш кога беше па тоа е трагедијата, што постфестум Никола Димитров кажува некои работи кои тогаш од позиција на министер за надворешни работи не ги правел. Многу е полесно вие кога ќе отидете во политичка пензија или кога ќе заминете од таа функција да кажувате како требало да биде, но да се надоврзам, затоа сите сме изненадени на еден начин. Јас така и коментирав за одредени национални телевизии дека сум изненаден, просто изненаден од изјавата на премиерот, каде што тој политиката на Бугарија ја поистоветува со политиката на Русија кон Украина и затоа дојдоа тие реакции од бугарска страна, па дури имаше обвинување од страна на најрадикалните бугарски европратеници Ангел Џамбаски и Андреј Ковачев, кои кажа не обратна е ситуацијата, политиката на Македонија кон македонските бугари или така нареченото бугарско малцинство во Македонија со чинато 3504 изјаснати припадници на последниот попис, дека била фашизоидна или агресорска, односно тие нам не обвинија дека тоа треба да се однесува на нас, но да се надеваме дека таа политика на премиерот ќе оди во таа насока, конечно Македонија да ги подигне своите не влогови, туку своите политички ставови и стандарди во меѓународната политика и конечно да се кажуваат работите со вистински прави зборови, а не постојано ние да премолчуваме, да голтаме некои кнедли само и само за повисоката цел во Европската унија да влеземе, а постојано да добиваме понижување од официјални представници од Софија, кои, како што кажав, апсолутно не само што се надвор од дипломатската реторика, туку вие имате целосно изјави кои се надвор од здравиот разум. На последните парламентарни избори во Бугарија, кога учествуваше партијата ВМРО БНД на Красимир Каракачанов, снимаа политички спотови Македонија е българска со видео спотови од Охрид, тоа ако не е територијална претензија каде што ние требаше апсолутно како држава да реагираме. Не знам што тогаш е територијална претензија и мешање во територијалниот интегритет и суверенитет. Конечно сакам да кажам, конечно сакам да кажам, мора како држава да реагираме апсолутно гласно, недвосмислено и јасно, а не само и само да молчиме на сите понижувања кои доаѓаат од бугарска страна, за да ја гледаме така наречената повисока иднина во Европската унија, таа гледаме дека воопшто не е ни блиска, односно е во многу далечна иднина. Коментар за ајде ние така го нарековме блиц патриотизмот на Ковачевски кој што траеше само 4 дена. Ви изненади ли првично изјавата од самитот во Исланд кога кажа дека
Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Прво за нешто да те изненади треба да оставиш простор дека тој нешто што некогаш нешто кажал, значи може и паметно нешто да каже, ама тој тип ја едноставно не можам да го перцепирам сериозно. Под број 1, под број 2, знаете како социјалдемокративе со цела нивна врхушка се како некоја шмизла или пуфла, што би рекле битолчани, што е обслужувана од некој повозрасен, богат фраер што има жена и 2 швалерки, кај што сите овие швалерки ви женава знаат една за друга, а ова ја лаже оваа малава шмизлава дека ќе ја земе еден ден. Тоа е приказната со договорите со Бугарија, со овој апартхеид, нели, што го имаме у моментов у држава, фактички ја владее Дуи. Тоа го имаме како пример со сите овие отстапки што се прават кон бугарите и кон албанците, само со таа идеја дека можеби Брисел еден ден ќе не земе, можеби еден ден бугарите стварно ќе не земат, ќе не женат, албанците исто ќе не женат. А поентата не се до тоа е дека ќе не фрлат као стара и служена крпа, буквално на народната најди, наври, фрли. Значи, воопшто нема ни, знаете, веќе е депласирано сериозно да ги анализираш ситуациите у држава, конкретно со оваа проблематика со договорите со Бугарија, со ова што се случува барање за отварање на министерот за надворешни работи го дообјаснува премиерот што сакал премиерот да каже. Мора да сватите една работа. Ја тоа го кажав во една друга телевизија, мислам. Албанците и бугарите играат на иста карта. Они се заеднички во играта. Целта на таа игра, таргетот, амерички кажано современо, е македонскиот народ. Затоа што едните и другите имаат голема пизма кон македонскиот народ. Сметаа дека некогаш на времето, не знам порано, македонците нив им правеле многу лошо. Се македонците кои се слаби, во никаква позиција, така да кажам, малтене во терминална фаза на својот опстанок, идентитетот загрозен, све загрозено. Зошто да не им ја отсечат главата, кога веќе македонецот клечи на колена, утепан, од своите предавници? Како беше на Гоце? Никогаш Македонија не патила повеќе него од своите изроди, што ги имала. Тоа е приказната за Македонија. Така да овие типци воопшто сериозно јас не ги доживувам, затоа што се предавници. Затоа што се спремни и покажаа дека може да плукнат на сите завети на нашите прадедовци за 5 пари. Изродени кукавици се тоа. Продадени души што веќе никој не сака да ги прекупи. Тука ќе дојдат во таа фаза која ќе свата дека Брисел нема да ги ожени. Ќе ги остаи кој тој богатиот што остал таа шмизлата што ја обслужувал извесно време, а оваа се надевала дека ќе ја земе. Тоа е таа приказна. Значи 2030 година не ви е на вас показател. Луѓеве, дај еднаш да се погледнеме у очи и да си кажеме, мислам, прво нема шанси да влеземе во Европска унија. Теорија нема. Второ, како што ќе влеземе во Европска унија? Вие знаете дека ако сега се отвори уставот и ако се направи албанскиот и македонскиот народ имаат подеднаква важност, нели, да бидат малтене еднакви и уште ако им се даде на бугарите како државотворен народ да влезат, тоа е готово, тоа е веќе тринационална држава, поделена државата. Тоа е фактички воведва, ова го имавте како пример која се распаѓаше Југославија во некоја мала друга амбалажа завиткано. Прво донесоа ова 5-та колона на власт у сите републики, националисти и шовинисти, кои што го дораскараа народот, пуштија своји максимално националистички реформи и идеологии со кои што го каптираа народот, кој беше незадоволен од било што да кажеме, и доведе тоа до што доведе до граѓанска војна крвава, до поделба на таа држава. Истото сценарио е, само амбалажите се разликуваат и истите финансиери се, истите, како да кажам, идејни творци на проектот стоја за тоа. Ние можеме да се правиме будали колку што сакаме. Кажете ми, кој од нашиве лидери што се на партии не оди на баци рака тамо горе, на тоа калето? Кој не оди? А немојте ве молам, без везе си правиме муавети, ке сме влезели во Европска унија. Прво, не сме им притребале. Второ, не ни треба нас Европска унија. Вакви какви што сме, прво нема да можеме да влеземе тамо, не исполнуваме многу стандарди.
која би влегувале по некоја нели логика на заслуженост, мерито, нели по заслуги и така, да не употребуваме латински термини. Прво, ние сме далеку од тоа. Ние сме, како викаат, хибриден систем, корумпирана максимално. Све е најлошо. Прво, и да сакаме не можеме да... А втори, како шо ќе влеземе ние? Како што? Забелешките од Европската унија постојано се за корупцијата и за криминалот во државата и чинам дека на тоа поле никако не можеме да мрднеме. Тие на времето тие на времето нив им беше целта Русија. Иначе не заслужија да влезат ни Бугарија, ни Грција, ни Романија. Никој од нив не заслужи да влезе, ама од некои интереси, нели излегување на Црно море, од вамо тамо, они ги пуштија да влезат. Значи Македонија само некоја таква ситуација, ама зошто сега? Ако се отвори уставот, луѓе, тоа е веќе готово, тоа е само еден референдум утре да се прогласи и имаш гласање. Ние сакаме овој дел да оди за тамо, овој дел да оди за тамо, овој дел да... Готово е. Мораме да споменеме нешто што ќе се случува утре, Кажете ми, кој од нашите, јас скоро разговарав со еден човек што бил на некој позиции чудни у држава, така високи. Му викам вака и вака, решението е ово и ова. Ми вика, сашо тоа е решението. Но никој нема веќе да посегне по тоа решение. Гледајќи го примерот од 27 април, како нафркаа дечките што ги осудија за тероризам. Вика, никој, кој, не вреди бе, вика човек. За кого? За кого ја утре? Ќе стигнеме и до тоа прашање и до пресудата од Страсбург. Ме интересира нешто да прокоментираме зашто не очекува утре. На 300 амандмани европарламентарците поднесоа за извештајот за Македонија на Илхан Кјучук. Утре треба да се најде на гласање во Европскиот парламент. Околу 50 од нив се поднесени од бугарските европратеници, чии партии не можат да се договорат за нормална влада, ама некако тоа што го споменавме. Имаат заеднички, јасни, бетонирани ставови во однос на Македонија. Ваква ли требаше, дали ова требаше да биде плод од добрососедските договори што ги подпишавме? Тие се некако од таа страна постојано ги гледаме заедно, сплотени, без разлика дали се власт, опозиција и какви интереси си имаат внатре во државата, ама за надвор некако имаат јасен став, за разлика од Македонија, каде што гледаме различни изјави на премиер, на министр за надворешни работи, па едниот го објаснува, дообјаснува другиот. Што ни донесоа тие добрососедски договори? Јас и во... Еве, 300 амандмани за Македонија. Да, и во вашево студио, во други национални телевизии сум велел дека единствена работа од која треба да учиме од Бугарија и од Грција е тоа како они се сплотени за нивните државни највисоки национални интереси, конкретно за така нареченото македонско национално прашање како се поима тоа во Бугарија и македонско национално прашање како се поима во Грција. Однос. Само сакам време не можат ни влада да формираат, тоа ми е поентата. Значи они не може влада да формираат по ниту едно внатре политичко прашање, апсолутно немаат консензус, но кога станува збор за усогласување на нивната внатрешна политика, како ќе усогласа таа внатрешна политика и да ја преточат да биде надворешна политика на Бугарија преку еден унисонен став, не само коалицијските партнери во, да речеме, неколку партитна владина коалиција во Бугарија, туку и сите представени парламентарни партии во Бугарското народно собрание гласаат меморандум и застануваат буквално сите 240 представени политички народни представници, односно пратеници во собранието. Така беше и во Грција, затоа тие така ги градат своите национални државни стратегии. Ние не само што немаме меѓу власта и опозицијата, не говорам за конкретнава власт и опозиција, гледаме дека имаме разидување и во внатре коалицијската композиција од власта создадено така наречениот етничко-албански политички партнер, доминантен ДУИ, тоа е во последниве 20 години, и условно кажано етничко-македонскиот политички партнер. Значи ние како во функционираме во тотална рашомонијада изминативе 30 години за највисоките државни стратешки национални прашања, а тоа е прашањето како да се одбраниме против агресивните напади на грците од практично од независноста до денеска, како да се одбраниме од агресивните напади на бугарите, каде што ни негираат нели историја, јазик, идентитет, култура, грците претходно го негира употребата на нашето уставно име, ние не успеавме да изнедриме внатре политички и институционален и државен и национален консензус, да направиме еден национален општествен консензус, политика по која ќе се водат како по Библија сите политички власти кои ќе доаѓаат и ќе велат: ние може да се
караме политички да не се согласуваме, да имаме различни ставови, да протестираме на улица, да бараме предвремени избори, да се менуваме на власт низ децениите, но кога станува збор, тоа да биде Библија за македонските национални интереси. Затоа ние ги изгубивме, условно кажано, и спорот со Грција, гледам и сега што се случува со Бугарија, гледајте ги бугарските пратеници, европратеници во Европскиот парламент, таму доаѓаат од различни политички партии, Андреј Ковачев од ГЕРБ, Ангел Джамбаски од ВМРО БНД, има и други политички партии од Продолжуваме со промената Демократска Бугарија, но сите тие унисоно настапуваат напаѓајќи на нас. Така што јас само се чудам како ние не излековме поуки од сите овие порези што ги имаме во изминативе 30 години како држава за најчувствителните и најсензитивните прашања. Значи затоа велам единствено ако нешто треба да земеме пример од Бугарија тоа како они унисоно монолитно настапуваат заштитувајќи ги нивните национални интереси и нивниот поимен став за тоа што треба Македонија да биде во нивната внатрешна дворешна политика и како они настапуваат. Еве сега последно вчера добивме информација дека во Бугарија после 5-6 преповторени парламентарни избори ќе се формира конечно влада, замислете меѓу ГЕРБ, партијата на долгогодишниот поранешен бугарски премиер Бојко Борисов и партијата Продолжуваме со промените, која е втора на претходниот бугарски премиер Кирил Петков, кои фактички се главни соперници на бугарската политичка сцена, но тие даваат декларации, велат дека доколку политички се тргнати Кирил Петков и Бојко Борисов и постават министри и премиери технички, ѓомити најспособните во ресорите да ја водат, тоа го прават само ради интерес на Бугарија, бугарските граѓани, сите бугари, бидејќи Бугарија институционално била истрошена и политички преповторувајќи ги изборите во изминативе 2-3 години, дека Бугарија губи многу пари од европските фондови, дека нема стабилна политичка влада, дека не е влезена во евро и Шенген зоната, Хрватска преднезе влезе од 1 јануари 2023 година, а Хрватска е членка во Европската унија од 2013 година, влезе пред Бугарија во Шенген и во еврозоната, Бугарија и Романија се од 2007 земји членки не може да влезе. Сакам да кажам, а поентата ми е дека тие велат дека заради иднината на бугарските граѓани, повеќе пари користени од еврофондовите, влез во еврозоната, Шенген зоната, патишта, граѓање тие на страна ќе ги тргнале разликите, ќе направеле некој си експертско-технички кабинет каде што ќе ги менувале, ќе ги ротирале премиерите. Прво ќе биде од Продолжуваме со промената, па потоа од ГЕРБ, само и само во интерес на иднината на Бугарија. Значи, неверојатно е како ние не може за некои работи што се апсолутно како највисок приоритет за сите македонци. Прво за македонските граѓани, потоа за сите етнички македонци, без разлика на нивната предсепартиска, идеолошка, политичка определба, да направиме еден општ консензус и по тој да се водиме се со цел државата да оди напред. Едноставно вака раскарани, вака, како да кажам, без компас да лутаме во времето и просторот, ние едноставно ќе одиме само кон дното и ќе го длабиме се повеќе и повеќе, не знаејќи кое дно ќе го допрем. Дали овие 300 амандмани што ќе бидат во извештајот за Македонија се само еден показател за тоа што не очекува во преговорите со Европската унија? Зборувам од страна на Бугарија, како тие ќе реагираат, ако сега реагираат вака? Пак се навраќаме на тоа. Значи, меѓу крадачи и проститутки и предавници не можеш да бараш честност. Тие што намислиле да направат, ќе го направат тоа. Затоа што кај нас е моментално таква гарнитурата каква што е, квислиншка. И они ќе го направат тоа. Сите тие изјави од тој тип што ги спомнавме на почеток и така натаму, тоа е само, како да ви кажам, плацебо ефект, моментално за некој поени, еве, не сме ние до крај, тоа ние имаме некој национален став, држиме некој упориште, имаме национално и така натаму и така натаму. Значи, ние сега се обидуваме да лечиме болен од канцер у последен стадиум. Значи, се што и да преземеш сега е многу доцна. Значи, воопшто не требаше да се влегува во тие авантури во Преспа договорот, после тоа што следеше по автоматизам договорот со Бугарија и после оно што следеше се до ден денеска. Значи, тоа е домино ефект. Значи, кога ќе тргне метастазата да јаде све пред себе.
здрави, све јаде пред себе. И сега ние фактички седнуваме и сега ние бараме, како да ви кажам, решение да ги ублажиме симптомиве, ама пред јавноста. А јавноста е толку дезориентирана, зборам конкретно за македонската јавност, значи за оние што се македонци, е тотално дезориентирана, што тоа знаете како изгледа, и они ќе им успее таа кампања. Тоа е исто како на еским да му продаваш снег. Сега ако се замислиме како ескими, они многу лесно ќе ни продават снег. А ние сме ескими, замислете. И тоа е просто фасцинантно колку оваа јавност наша, политички гарнитури не ќе да ги коментирам стварно, поготово овие македонски што се на власт, што се у коалиција. Значи за нив немам друг збор освен предавници, квиснизи, точка. Ја не можам да сватам како таа друга јавност, ај Јоле да кажеме малце поразумна што ја гледа емисијава, што после тоа ќе ме сретне на улица, ќе ми каже: "Браво Сашо, како збореше, зошто ова другите не го разбираат" и така натаму и така натаму. Ја не можам да сватам како таа јавност не може да разбере како ќе им изгледа животот во апартхеид. Кога еден мнозински народ, кој што бил државотворен, кој што ја основал онаа држава од Прохор Пчински, таа Македонија што сега не постои, нели, пошто они да ме извинете, се исплука, да не кажам некој пострашен збор на Асном, овие сега што се на власт. Фактички не постои веќе тој Асном, тој договор за таква Македонија веќе не постои. Ја не знам тие луѓе како не може да сватат како ќе им изгледа животот во тој апартхеид, кај што како мнозински народ кој што е воспоставил темелите на онаа Македонија која што веќе мислам ја загубивме, ама ај не ќе да звучам пред јавноста толку песимистички, дали може да сватат како ќе им изгледа животот во тој апартхеид? Код мнозински народ кој што основал една држава, кој што имал дедовци, имал прадедовци што имали идеали да живеат во македонска држава со македонски институции, кај што ќе бидат почитувани, македонскиот народ ќе се школува на свој јазик, може во светот да се представува на светот. Кога сето тоа ќе го изгубат, значи ќе го изгубат сопствениот идентитет, и кога во сопствената таа држава што со крв ја граделе нивните дедовци, за да добијат еден обичен документ негде на суд или било каде, ќе мора да се обратат на туѓ јазик, или ќе им биде побарано да се обратат на туѓ јазик, едноставно, не те разбирам. Пошто тоа нешто го гледавме ние во 80-тите години на Косово. Го гледавме. Али да не ја шириме таа тема. Кога ќе видат како им пропаѓаат бизнисите, како им се одземени, не само бизнисите, становите, живеалиштата во кои што живеат, на одредени места, локации, ќе им бидат откупувани извинети за по 1 евро. Дали овој народ разбира каков е животот во апартхеид? Ако не разбира, нека изгледа еден филм за Јужна Африка во времето на апартхеидот. Кога едно мнозинство, црнците тама, како живеа и под какви околности живеа. И дали тоа беше живот? Кој ќе го свата тоа? Веројатно тогаш ќе притиснат кај политичките гарнитури, кои што ќе ги донесат на власт или ги носат на власт или ована, да се држат до некои работи. Ама и за да ги убедиш тие политички гарнитури, за да се држат до некои работи, оние што викаме цврсти национални упоришта, црвени линии и така натаму и така натаму. Треба тие политички гарнитури сериозно да бидат исплашени дека тој народ може да направи се у случај ако не се држа до тие национални овие црвени линии. Немам што... Претходно изјавивте дека народот е под грч, под страф, ради тоа што се случуваше на 27 април. Народот е заведен, комплетно изманипулиран и он не знае каде го водат овие, како да кажам, потези шаховски, што не ги влечат овие полутани, будали, предавнички. Не, друг ги влече над нив, ама они ги извршуваат. Они се раката што ги поместува фигурите на шаховската табла како што ќе им кажат. Но народот не го сваќа тоа. Каде може тоа да ги доведе? Ние одиме натаму. Вака, слушајќи те, добивам впечаток дека нели следно нешто што треба да се случи се уставните измени. Дека уставните измени по секоја цена ќе се случат. Зошто го кажам ова? Затоа што опозицијата
неколку пати упорно повторува дека нема шанси да се случат уставните измени, дури и изјавата на Мицкоски вели дека во работната група за уставните измени се зборувало и за редефинирање на државата. Апсолутно, па тоа значи дека е готово. Се направили тие уставни измени, готово е. Прашање само на дене кога ќе биде прогласен референдум кај што Македонија ќе биде поделена и физички, буквално, и сега дали тоа у почеток ќе биде првата фаза. Зашто референдум? За отцепување. Аха. Значи одредени народи кои што ќе станат тогаш државотворни, еднакви со македонскиот, ќе си бараат отцепување. Ние не можеме да живееме со вас. Ама, ви кажав како што беше на времето бивша Југославија, само амбалажата е малце поинаква. Ние више не сакаме, ние бараме отцепување. Ама чекај како да, ама овој тамо доле Милошевиќ вика вака, овој не е битно, се отцепија сите. Помина тој низ граѓанска војна и знаеме сега како заврши. Кој од тие држави нормално живее? Една, рецимо Словенија, само што има некои други, бе шо? Еве Хрватска што ете успеа многу крвава да си ја заработи таа слобода. А на кој начин власта би ги протуркала уставните измени? Видете. Затоа што опозицијата има некои тврди ставови, барем до сега. Видете. Јасни се. Нели беше истото прашање за референдумот? Кој тоа ќе гласа, вика тоа од ВМРО? Тогаш не најдоа 8 пратеници што гласаа? Најдоа. Како ги најдоа нивни проблем? Дали врбувани, дали платени? Оме не ги најдоа. Им фали влакно денес на тие луѓе? Не. Дури некој еден тендери си добиваше нон-стоп и од новата власт, си цепеше онака. Значи ВМРО треба да свати една работа. Мора да свати една работа. Мора да ја свати. Значи, мора еднаш да ги покажеш забите. Без разлика што се работи за Голијат, го имаш пред себе. Мора да излезеш. Народот го очекува тоа од тебе. Народот веќе не гледа на друга страна спас. Мислите да излезат на улица? Да повикаат народ? Не знам. На протести? Не знам, може би треба многу одамна да блокираат собрание. Еве, како што стојат работите, дури сумна тоа мислење дека треба многу одамна да го блокираат собранието. Нема бе носење на закони. Носете ги, окей, соберете се као мала група на не знам шо, донесете ги законите, ти немаат легитимитет. Нема, затоа што најголемата опозиционерка одбила да учествува тоа и народот што стои зад неа што ја гласа. Пред многу сериозно искушение се ВМРО ДПМН е. Многу сериозно. Ја пак ќе кажам, лопата кромит. Ја не бев никогаш со СДС. Никогаш прагот на штабот им го нема пренесен. Они мене ми искористи пошто се изборев против таа власт тогаш и излезе кога да е Сашо, нели, нивни члени така натаму и така натаму. Не, лопата кромит ќе изедам. Затоа што ВМРО, еве, и у тоа време, горе-доле имаше некоја, како да ви кажам, некоја национално упориште, некои црвени линии, така излезе, времето покажа преку кој не сакал да помине. Овие ги поминаа сите. Сега, новото раководство на ВМРО, логично е да очекуваш некоја, како да кажам, сукцесивност, некој континуитет, дека треба да држи до одредени национални упоришта црвени линии. Мора да држи. Но, држењето на тие национални упоришта у исто време ќе значи на Голија да му акнеш еден шамар. Да го изместиш од шарки. Мора тоа да го направат. Народот го очекува тоа. Не зборам сега само за ВМРО, на сите оние што ќе бидат у тој опозицијски блок. Во интерес на времето мора треба да да одиме со застанат зад реклами. народот, тоест пред народот. Само да го слушнеме ставот. Атанасовски дали може само на кусо околу уставниве измени, тврдиот став на опозицијата и ова што Мицкоски го кажа за редефинирање на државата, односно дека во работната група за уставни измени тоа веќе се ставило на до сега лидерот на опозицијата мислам дека е јасен и постојано вели дека ВМРО ДПМН и целокупната коалиција предводена од ВМРО ДПМН, бидејќи имаме нели политички представници од помали коалицијски партнери, алудира дека и тие се монолитни, дека нема да учествуваат во гласањето на уставните измени, не под овие услови кои ги наметнува Бугарија, односно така наречениот бугарски диктат, но мислам дека сме дојдени баш до она нулта точка или до точка од која нема назад враќање, бидејќи знаеме дека на почетокот на
овој месец јуни до крајот веќе роковите се немилосрдни и влегуваме во така наречен цајтнот, гледаме дека и власта е фаќа нервоза, односно ќе треба да се отвори уставот, а уставот се отвара со предвидените двотретински број на пратеници, односно 80 пратеници треба да гласаат за отворање на уставот, па таму негде до октомври-ноември после таа амандманска расправа да биде затворен, кога завршува скрининг процесот за Македонија. Сакам да кажам дека многу наскоро ќе видиме дали апсолутно лидерот на опозицијата ќе опстои на својот реторички, формален и издржан став дека нема да учествува во ВМРО-ДПМН под никакви притисоци, никакви закани уцени да го даде легитимитетот како пратеничка група, бидејќи без минимум 8-9 пратеници од опозицијата не може да се постигне потребниот број од 80 пратеници. Наскоро ќе видиме дали лидерот на ВМРО-ДПМН и самата ВМРО-ДПМН како политичка партија ќе опстои на тој став и постојано се шпекулира во јавноста дали може власта, кога ќе свати дека ВМРО-ДПМН, односно лидерот ќе опстои на својот став и нема да даде учество како одлука на самата партија, односно сите представени пратеници да гласаат за уставните измени, дали ќе може власта да тргне во спроведување на така наречено преспанско сценарио број 2, односно да го направи истото што го направи со купување, да речеме, уцена и некој вид на неморални дејанија за да изнајде нови 8-9 пратеници од опозицијата и од целата опозицијска композиција. Сакам да кажам дека ние како цела јавност, бидејќи ова се збори во изминатава година, година и половина, наскоро ќе видиме завршницата и финалето на сето ова и ќе видиме кој навистина бил во право и кој ќе се опстои на зборот. Одиме со реклами. Еден месец, месец и потоа ќе се. Така и се враќаме со дебата. Почитувани, останете тука. За некои 5 минути сме повторно назад во студиото. Продолжуваме со за или против. Добре дојдовте назад. Сашо Тасевски и Благојчо Атанасовски, мои вечерашни гости. Застанавме кај уставните измени. Тука ја заокруживме таа тема. Нешто што се наметнува следно е дали има шанси во Македонија да се случат предвремени парламентарни избори со оглед на тоа дека двете најголеми партии од македонскиот блок, ВМРО, ДПМН и СДСМ, и како се истурени на терен меѓу граѓаните и се наликува и подсетува како во предизборија. Дали сметате дека избори се решението од ситуацијата во која што се наоѓа Македонија и прашањето ми е зошто Ковачевски постојано некако како да бега од соочување со народот? Тој не е ни избран на избори, туку е назначен, нели, откако се повлече Зоран Заев. Некако граѓаните имаат чувство дека премиерот кој што ја води нивната држава бега од соочување со нив, а се врти кон меѓународната заедница. Апсолутно, мене целата политичка клима во изминативе неколку седмици па и месеци би рекол ми алудира на класично македонско предизборие, бидејќи ако се гледа реториката на премиерот, тој постојано кажува дека предвремени парламентарни избори нема шанси да има оваа година, односно ќе се случат во редовниот термин наредната година, дури вели после претседателските, а од друга страна ние гледаме тотална растрчаност на владеачката, најголемата владеачка партија на терен, меѓу своето членство, симпатизерство, граѓаните, и од таа гледна точка се поставува прашањето чуму да речеме толкава мобилизација кога велите вие дека изборите се за едно 15-16 месеци од сега и знаеме дека една изборна кампања е само 20 дена за парламентарни избори. Од друга страна, опозицијата нормално како опозицијска партија тргнала да речеме во освојување на теренот, да парира на власта и сето ова мене ми се чини дека е еден влез во некоја си финална, условно кажано, институционална парламентарна пресметка на есен која би се случила со распишување на предвремени парламентарни избори, но тоа пак ќе кажам под услов да не се случат уставните измени, односно Македонија да не го заврши тој така наречен превземен дел од врската од францускиот предлог и тогаш дефинитивно би влегле во една своевидна политичка криза на која разрешница би биле предвремени парламентарни избори, дури
интересно, индикативно е тоа што ги следиме изјавите на помалите политички партии, односно лидерите на помалите политички партии кои се дел од власта. Прв кој повлече нога да излезе од коалицијата е лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Пред неколку дена имала пресконференција, односно директна, јасна и стрикна изјава лидерката на Дом Маја Морачанин, која кажала дека во јуни, доколку не се разгледа прашањето за промена на изборниот законник и конечно Македонија да стане една изборна единица, не ќе преиспита својата одлука за учество во владата, туку ќе напушти владината коалиција. Изјава против договорот од Бехтел и МК имал пратеникот од ВМРО Народна партија Љупчо Балковски, кој е нели коалицијски партнер на владеачката коалиција, кој кажал дека има многу нејасноти, односно не знаеме каков ќе биде неговиот став доколку се гласа за обстојување на парламентарното мнозинство, односно гласање за доверба на владата. Тука дури најава за излегување од владата има и од помалиот коалицијски партнер Достоинство на Стојанче Ангелов и покри тоа што не е во парламентот, ама сакам да кажам говори за една сакам да кажам дека во многу краток период ние гледаме дека некои, така да се изразам со народен речник, некои ластовички први го напуштаат јатото кое нели води кон НАТО и кон Европската унија, односно даваат сигнали дека може еден по еден да ја расипна таа владина коалиција и тоа да биде наговестување на распад на парламентарното мнозинство и организирање на предвремени парламентарни избори, особено што да напоменам, со влезот на Алијансата за албанците на местото на алтернатива се одеше во насока парламентарното мнозинство да се зголеми до 72 пратеници, но алтернатива видовме не остана во владата, излезе, Скендер Реджепи пратеникот не знае како ќе делува, така што ова владино мнозинство се состои и покрај влезот на Алијансата за албанците од 65 пратеници, а тука ако ги ставиме на кантар и тие трите пратеници од ДУИ кои формално веќе и официјално ги контролира огнената група која е надвор од контрола, да речеме, на лидерот Али Ахмети, и ако навистина се обистинат изјавите на Маја Морачанин, на Љупчо Балковски, го рековме, од ВМРО Народна, тогаш веројатно владата предводена од Димитар Ковачевски ќе се доведе до една ситуација како што беше, паметиме, после локалните избори кога настана со владиното гласање 60-60, па знаеме како се спаси владата со пратеникот од БЕСА. Сакам да кажам дека ова владино мнозинство е многу тесно, со тоа што ние може да очекуваме на есен да имаме целосна друга разврска на македонската политичка сцена, бидејќи зависи де факто од парламентарните гласови на 2, 3 или 4 помали коалицијски партнери, тука се вклучително и трите пратеници контролирани од огнената група во ДУИ. Ке имаме ли избори ева во септември, како што ви кажа Насовски? Избори ќе има секако. Ја не можам вака истрпна нели анализа да направам политичка, сепак колега соговорникот мој е политиколог и така натаму, само ќе направам една политичка анализа, ќе се обидам да давам кратка, значи избори ќе има, мора да има избори и на тие избори треба да им биде јасно на премиерот и на социјалдемократите дека ќе се удават. Треба да им е јасно дека после тие избори тие завршиле како партија за веки веков, можат штабот тамо на Бихачка да си го пренаменат во катна гаража, клуч на рака, некој тоа да заработува нешто ситно и така натаму. Оваа позиција е неодржлива. Јас верувам дека ќе има промена на власта, но без разлика кој ќе се замеша, како ќе се замеша, не знам, гласови, коалиции, мислам дека народот сепак ние онак што го ставаме уста нон-стоп народот, но мислам дека народот е толку резигниран, толку огорчен, толку бесен, толку револтиран, што мислам дека ќе им се случи на социјалдемократите тоа што им се случи на локалните избори и поразот ќе биде многу поголем, без разлика со кого коалицирале, значи Господ нема да им помогне, не американците. Ќе има промена на власта. Нас, сега, логично, по некоја логика, нели, ВМРО треба да ја смени таа власт, како што е тоа вообичаено последниве 30 години, нели. Сега, со кој ќе биде у коалиција, не се. Значи, таа коалиција опозиционерска што ќе дојде на власт, значи, мора да се држи до овие национални упоришта. Веќе, ние немаме дилеми дека кој дојде на власт, политиката ја користи како алатка за богатење.
Не треба више, ја мислам да се ние веќе ја изгубивме таа комфортна зона да расправаме кој дојде, кој крадел, колку украл, дали ќе одговара, нема да одговара. Гледаме дека постојано се краде, кој одговара, некој ситни риби, окей, овие крупниве сите си продолжуваат со животот нормално. Не треба тоа. Ние сме веќе доведени у ситуација на гол опстанок. Значи македонскиот народ, македонците треба да си донесат партија на власт нели мнозинска со таа коалиција, партија на власт која што ќе застане за нивните национални интереси, барем во сопствената држава или во она што ќе остане од неа, кај што ќе живееме македонци, да ги уживаме сите права. Разна пета колона да не ни дише постојано во врат, да не ни се заканува со тужби, казни, ова, она, говори на омре за такви работи за да те замолчи, затоа што им уринираш во супата. Не. Сакам држава, власт, што ќе дојде, што ќе ги заштити моите интереси пред се као граѓанин и второ како македонец во државата за која што се бореле неговите дедовци, која што ја создале. Значи, да не се дозволи на петата колона и на разни отпадници, продадени души, повеќе никогаш да владеат и да ни кажуваат што треба да правиме. Мораме да споменеме нешто што денови водекна како бомба во јавноста, а тоа е одлуката на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, донесена врз основа на поднесена тужба од Елена Дочевска-Божиновска врз основа на настаните од 27 април. Тогаш на малкумина им беше јасно, денес се повеќе се зборува дека тој ден на Македонија и се случи едно крваво сценарио кое имаше единствено за цел да го сруши патриотизмот, на колена да го клекне и да го исплаши македонскиот народ. Ова се дел од коментарите кои што ги собрав овие неколку дена од како излезе пресудата. Па сега, знаете како, прочитав и други коментари дека во Македонија судиите право седат, ама криво судат и дека ова е уште еден доказ за тоа. Дали може да повлече нешто и за другите осудени оваа пресуда од Страсбург за господјата Елена? Па добро, судот во Страсбург, македонските граѓани, вклучително и господјата, го користат како последна инстанца кога ќе се исцрпат последните ворени судски правни лекови кај нас, а тоа е јас не сум правник. Државата, сакам да кажам, ја не сум правник, но од тоа познавање знаеме дека Врховниот суд е тој последен кој носи одлука. После Врховниот суд вас сите судски инстанции ви се затворени, односно донеле пресуда со која вие не сте задоволни и затоа сите граѓани ја тужат државата, односно судовите во име на државата кои донеле таква судска скандалозна одлука со која го повредуваат вашето право во судот за човекови права во Страсбург, така што мислам дека тоа е највисока европска судска инстанца и апсолутно е мериторен суд на кој сите правници имаат позитивно мислење, односно никој не може сега да излезе од Македонија да оспори одлуката на Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург, така што веројатно таа нејзина представка, жалба, односно тужба до Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург против одлуката на судовите во Македонија е добиена, односно била исправна. Тоа што споменавте, правосудството, мислам дека во Македонија е најкатастрофално од сите катастрофални состојби кои се нотирани во оваа држава во изминативе 30 години. За жал, судиите наместо да бидат независна трета судска власт, да седат во судско-обвинителските да речеме оделенија, во судско-обвинителските простори, луѓе со интегритет, со морал, со чест и дигнитет, кои ја земале правдата во своји раце, кои треба да правораздаваат за македонските граѓани, да не бидат повлијаени под политички, партиски, други центри на моќ, па дури и подземни центри на моќ. Знаеме колку се корумпирани судиите, тие апсолутно представуваат најголемата корумпирана, гангренозна рана на македонското општество и во сите меѓународни извештаи Македонија е по однос на владење на правото, односно оцена на работата на судството катастрофална и затоа
на сите испитувања на мерењата на јавното мислење, македонците последно даваат само 4% доверба во судството, тоа е веќе во маргините. Меѓутоа, што како да се реши сето тоа, ние го констатираме цело време тоа и на тоа останува. Денеска прочитав една колумна на Малчевски во која што вели, па дај да ги удриме судиите по джеб, тој што ја донел таа присуда, ако оваа присуда е ваква од меѓународниот суд. Проблемот е веројатно што судиите екзистираат во овој институционален правен систем како заштитени бели мечки и тие веројатно не се плашат за секоја донесена пресуда со која се кршат основните човекови права на секој граѓанин, па и на господјата која споменавте, и тие веројатно немаат страв дека не само што нема да одговараат прекршочно за казни, зашто да не одговараат кривично, бидејќи тие со своите одлуки решаваат за животни судбини. Вие мора да имате... Да не забораваме дека се уште има луѓе по затворите кои што веќе сакам да кажам, вие кога ќе донесете како судија одлука, мора да сте свесен каква одлука ќе донесете да биде правична, бидејќи не може вие да бидете потплатен или повлијан од некој центар на моќ, дали е партиски, политички, финансиски, корумпиран бизнис лоби или било каков да го речам, само и само да му наштетите на некој, бидејќи заради тоа да си ги задоволите своите материјални потреби, а од друга страна уништувате некој живот. Затоа мора да се реформира судството, апсолутно се согласувам со промена на закони со кои судиите од така наречени заштитени бели мечки ќе одговараат, па дури и кривично, не прекршочно, мене ако ме прашате, за да се смени тој менталитет на катастрофално судење. Ви текна една приве? Еве, до ден денес уште ние си го разговараме приве. Извештајот од приве. И ќе го разговараме уште наредни 20 години приве. Гледате ли, кај нас работите се радикално се менуваат со цел ништо да не биде променето. Имате еден славен роман од еден, мислам, италијански писател, се вика Лампедуза, кај што ова е една од главните поенти на романот. Толку радикално да ги смениш работите, за ништо на крајот да не биде сменето. Тоа е животот во Македонија. Системски, политички, судски, не знам како, ваков, општествен и така натаму и така натаму. Но, значи сето е тоа, сето се тоа правни фрази и правни лекови правни лекови кои што само повремено ти го свртуваат плацебо ефекти. Мислиш дека сега све ќе се смени, ти излезе извештаат на сега тука, а ништо не се менува, системот останува ист. Јас верувам дека има честни судии. Ја верувам и знам дека има честни судии. И некои од нив познам дека се честни. И знам што све доживувале кога носеле некои баш и не многу прифатливи пресуди за некои моќници или групи или така натаму и така натаму. Но поентата на сето тоа е дека во тие судови, дали некојаш е чепната темата во Македонија, да ве прашам колку има припадници у тие високи судови, припадници на бивша УДБА, службата за државна безбедност, кои што се наследени после од нивни деца, синови или керки или ована. Дали некојаш е отворена оваа тема во Македонија? Не. Дали некојаш ќе биде отворена? Не. Сашо денеска кажал и толку ќе остане цела работа. Што очекувате вие, дека поранешни припадници на разни служби за државна безбедност, кои дошле да бидат не знам какви суди, вакви онакви, дека нешто тие се не знам какви овие со морален интегритет, високи луѓе, не знам како да кажам. Па ти за да работиш тоа, они што го работеле у тие служби и кодаш и модаш и све, ти треба да немаш интегритет, а утре си станал судија, си станал ова, си станал политичка партија, води си станал професори. Што очекувате од тие луѓе? Што очекувате од тој систем? Што очекувате од таа држава? Зашто да очекувате промени од таа држава? Имаме уште по една минута за двајцата, за крај само сакам еве вака да го заокружиме овој разговор со се тоа што вие го споменавте, некако се надоврзувам, морам да ве прашам за темата иселување на младите, затоа што и како катастрофални се бројките, ќе остане Македонија само со без млади, најде така да речам. 650 луѓе во еден ден само пред изминатиот викенд заминаа во Хрватска, тоа се страшни навистина бројки, а некако гледаме дека владата не реагира баш на овие настанати ситуации. Како да си ги задржиме младите дома, како да си ја сочуваме Македонија?
Кратко? Да, Пократко, да, една минута за Тоа е окружен најголемата трагедија, најголемата болка и рак рана на македонското општество. Ние се наоѓаме во една демографска катастрофа, демографски армагедон. Тоа што го спомнавте се официјални бројки, само ќе напоменам, Македонија се наоѓа во една тотална бизарна ситуација. Најисточниот град во Македонија, Делчево, не е поврзан со главниот град Скопје со меѓуградски превоз поради нерентабилност, а секој ден имате директни автобуски линии од Делчево до Италија и до Германија. Тоа е доказ за масовното иселување од истокот, но и од сите македонски градови и села. Мислам дека апсолутно нас ни се заканува многу застрашувачки иднина, доколку не се превземат радикални некои мерки кои јас апсолутно не ги знам кои се тие, бидејќи ниту имам моќ, ниту сила тоа да го променам, но информациите кои статистичарите ги кажуваат си повеќе од застрашувачки, со оваа тенденција на иселување и на демографски морталитет, се предпоставува дека во 2050 година Македонија ќе има не повеќе од 1 милион жители, значи ние едноставно одумираме како нација, сме премногу мали тоа да го дозволиме. За жал. Благодарам. Јас само кратко ќе кажам од еден стих на познат кантавтор за младите у Македонија: може да бидат гиганти, а се повеќе ќе бидат мигранти. Точка. За жал, тоа е така, барем според бројките тоа го покажуваат. Може би уште еднаш да споменеме стендап во Илинден. Во ланч барот Животот е циркус на 1 јуни, во почеток во 21 часот, влезница 200 денари, мислам повелете, тамо ќе бидам и ќе јадеме вафли. Ви благодарам на двајцата за вечерашното поканата. гостување. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следавте. Останете и натаму на телевизија Алфа. Од мене пријатно.